Денес уште еднаш да подсетиме за непрофесионалноста на Катица Јанева, која што ја погази за клетвата која има дадено како обвинител и наместо обвинител на осумничениот криминалец Зоран Заев се појави како негов бранител. Истовремено, многу индикативно, што неколку дена имаме молк и од господјата Катица Јанева и од Зоран Заев. Никој не се јави да објасни зошто е повлечено обвинението, ниту пак Зоран Заев се јави да побара обвинението да има судска разрешница ако верува дека е невин. Но целата јавност, како и господјата Катица Јанева и незиниот штитеник Зоран Заев, знаат за вината што е сторена и за доказите што се прибрани. Катица Јанева се откажа од предметот пуч со срамно образложение дека фактичката состојба прикажана во обвинителниот акт била во спротивност со наводни докази кои што таа ги обезбедила за други два предмети. Но да подсетиме, доказите ги оценува судот. Катица Јанева во моментов е обвинителка, но се уште не е судија. И специјалното обвинителство е обвинителски орган, а не е судски совет. Со одлуката за повлекување од предметот, Катица Јанева се постави во улога на суд, излегувајќи од сопствените ингеренции, и почна сама да ги суди и цени доказите, се со цел да му помогне на обвинетиот Зоран Заев. Предмети на кои се повикува Катица Јанева за да го ослободи Заев се уште се во фаза на истрага, а предметот од кој што се откажа и го повлече обвинението имаше правосилен обвинителски акт.